Следуваат снимки од прославата на Организацијата Обединети македонци во Канада по повод роденденот на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Добродојдовте на 53-та комитска Гоцева вечер, која секоја година нашата организација ја приредува во чест на сите оние кои низ нашата вековна историја го дале својот живот или на друг начин придонеле во борбата за слободна, самостојна и вековна библиска Македонија. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче благослови. Христе Боже, благослови го јадењето и пиењето на оваа сбратимена трпезна љубов и умножи го во овој свет дом и во целиот твој свет, зашто ти си свет сега секогаш и во вечни векови. И за многу години чувствувањето на големиот син на Македонија, апостолот и сонцето Гоце Делчев. Прво, благодарност, поздрав на председателот на Организацијата Обединети македонци, господин Дурлов, водителот на програмата Никола Делов и посебно благодарност на гостинот од Турција, голем пријател на Македонија и на македонците, Филип Са. Тој го прелета океанот, само да го види со своите очи чудото што го слушал со години за македонската диаспора во Канада, во Австралија, во Америка и насекаде по Европа, кај што не има. Македонецот е осводечен голем домаќин. Сите наши пријатели, вознагодници, комши сака да не имат, бидејќи имаме нешто позитивно, има кај нас нешто големо. Затоа македонецот во првата војна и во втората војна и сите војни и восстанија е истеран, иселен од Македонија. Ама едно не можеле да ја иселат Македонија од македонецот. Каде и да оди тој, во Торонто, Канада, Австралија, Америка и Европа,
во срцето и душата ја носи Македонија. Како народниот гени што испеал, не се срами, не се плаши, македонец да си. Каде и да одиш, каде и да шеташ, горден македонец да си. Да живеете за многу години, честито празнувањето на Гозеделчев. Да живе Канада, да живе Македонија и да живе организацијата Обидети македонци. Амин.
Абсолютно многу заслуги направи. Благодарам многу. Направите веќата устепила до година повторно. Благодарам. Добро вечер на сите драги браќа и сестри, македонци и сите други наши симпатизери и поддржувачи во нашите напори за остварување на нашите национални идеи. Воедно им се заблагодарувам на целата наша управа која неуморно работеше да постигнеме најдобри резултати на ова вечер. Благодарам. На вечерашната беседа или говор ќе се потрудам на најдобар македонски јазик да ви го представам животот и делото на нашиот најголем херој од македонската понова историја, апостолот Гоце Делчев. Роден е на 4 февруари 1872 година во градчето Кукуш во Македонија, од мајка Султана и татко Никола Делчев. Основно образование заврши во родното место во Кукуш, додека гимназија завршил во градот Солун во 1888 година. На војната школа во Софија се запишал во 1891 година, но поради неговото неунапредување како офицер, благодарение на неговите социјалистички идеи, неговиот живот го насочил кон подигнување на најмладите македонци во Македонија. Така, во 1894 година ја добил првата учителска работа во градот Штип и таму се запознал со неговиот колега и истомисленик со исти идеи за слобода на Македонија, со учителот и господинот Даме Груев. Не може да постојат двајца, тројца или повеќе стопани на Македонија. Македонија може и мора да го припади само на македонците. Драги браќи и сестри македонци, мораме храбро да се бориме за нашето достоинство, за нашата гордост, за нашата држава и за се што е македонско. Едно најхрабрите изреки е искажана пред вечерието на Илинденското востание, каде што се вели дека ако нема слобода, има смрт. Тоа значи единствена алтернатива за слободата е само смртта. Илинденците не се плашат од смртта, туку напротив му се спротивставија на империјата која во тие времења владеше за доминантна светска сила. Нашите слави илинденци се изборија за историски достигнувања за Република на Балканот во 1903 година. Да ни е жива, здрава и целокупна нашата мила Македонија. И ние денес, младите генерации и потомците на славното минато, даваме заветна клетва дека нема да дозволиме нашата првата тковина, нашата Македонија да се најде во некаква незавидна состојба. Ке повторам по кој знае кој пат, ние, обидетите македонци, ќе поддржуваме и помагаме се што е добро за нашата држава и обратно, ќе осудуваме и ќе бидеме против секако зло кое би се нанесило на нашата Македонија. Ако нашите славни војводи и герои можеа, ќе можеме и ние. Да живее Македонија и да живее македонците каде и да се.
вечер, драги македонци. Нека ни е честит проведандорот на календариот Процветаче. Ние сме од исто земја, ние сме исто народ, ние сме исто македонци. Процветаче бил роден во Речи, војвода за Македонија. Ние македонците му благодариме на војводата Процветаче. Јас се викам Икрет Саби. 1964 години годен град Кроајден во Турција. Во овие период тотал 590.000 души само од Македонија на Турција иселени се. Сега мислите колку души сме и ние не знаеме. Од Македонија иселени се најмногу се наместиле во Турција овие градови. Најмногу Истанбул, Измир, Бурса, Aydın, Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya i Kocaeli. Ponovo Trakija i Egeon, to nešto sa namestimo. Во Турција има македонски друштва. Дека се наместиле, ама отвориле друштва. И македонски јазик курсови, забава, турски тури, македонски народни песни, фолклорни екипи започнам. Во Ајден имаше 4 години на македонски јазик. Организирани фестивали за македонски песни, македонски фолклорни борби. Во Турција минатината најпрво учам македонски јазик од фамилијата. Мој бабите што се пичена Турција, турска не знаеше, само македонски знаеше и тада ние почнаваме јазик. Преко друштва организираше активности се случува повеќе другарство, пријателство, заедништво и македонски активисти. Се уште гледаме земјата од каде што дошли нашите предци, како нашата татковина и Македонија, македонските луѓе ги гледаме како наша брака. Каде и да се во светот, ги гледаме нашите брака, кои живеат во Канада, како дел од нашето семејство. Ние сме многу среќни во тие контакт. На крај многу благодарам за поканата до Министерството и многу сум среќен што сум тука со вас. Се надевам овој контакт. Миконос плюс и Канада ќе продолжи во има македонските иселеници во Турција насите. Ја нудам мојата почит и љубов. Да живее Македонија и да сме живи и здрави македонци. Благодарам.
I would like to extend greetings to the various special guests from various Macedonian churches, Macedonian organizations, our amazing dancers. Изполајам Питер Сакс, што е со нас варош, од Турција, на нашата Козова вечер, изполајте што си тука со нас. Brothers and sisters, it is an honor to bring greetings on behalf of St. Clement of Ohrid on the occasion of the United Macedonians' annual Goza Delchev banquet. It's a pleasure to be here. I thank President Hristo Drumovski for the invitation, and we've been very fortunate to attend both a very successful picnic and also a very successful Goza Venture. Congratulations. Складите за поканата и да си береме вака за години. Добро вечер на сите и да не забравяме Гоце Делчев и што направи. And for a lot of the kids here who maybe don't fully understand Macedonian, Goce Delchev was our national hero. And there is a lot of material written in English. You guys can follow up a little bit about who he is and why he was important and what he brought to people and our nationality of being Macedonian. So enjoy, and thank you very much again for being here. First of all, thank you to our special guest, Macedonian from Turkey, very proud. We will meet. I was a little bit late, sorry about that. And we're here to honor Goce Delchev, the biggest patriot, fighter for Macedonia. What I find today in the past few years is that too many Macedonians have given up. I can guarantee you that I haven't given up. Macedonian Human Rights Movement International has not given up. Thank you. And right now, we talk to Gorganas Ioannovska, the president, Mickoski, the prime minister, all the politicians. We're demanding that they do something. We actually had a billboard going up in Macedonia. What did the billboard companies tell me? They're afraid of repercussions now from Vomerol. Because the billboard said, in Macedonian, illegalen zakon ne je zakon. Nema веќе изговори. Преспанскиот договор може лесно да се раскине, нашето име е Македонија. Oh,
една поема, напишана од господинот Зоран Ивановски, инспириран од збинувањата на Македонија, а посветена на нашиот великан Гоце Делчев. Даскале, прости ми. Ни името не се осмелувам да ти го изговорам. Ти што светот го гледаш во културен напревар, ти што не задои со љубов кон татковината, ти што ни запали оган во жиливи да ја чуваме и браниме, ти што го даде последниот звик за неа. Прости ми. Те изневеривме. Те изневеривме и тоа го правиме секој ден и секој момент. Се бориме за власт, за моќ. Се надпреваруваме во лакомост и алчност, го газиме светото, го валкаме изграденото, пукаме на историјата и ја поганиме сегашноста. Прости ми, даскале, што ли не учеше? Се заборавивме. Отворете ga душата, силно, широко. Испукајте го горчливото што ви го труе разумот. Вдишете воздух што излезе како последен злив од јунаците што загинаа за оваа мала грудка земја и ни остави аманет да не в залуд е пролеана крвта нивна. Свртете се кон Бога и честа, зашто тоа е единствено богатство што ќе ви дари мирен сон. Подарете го лепот со соседот, зашто исто сонце не грее. Љубете се бескрајно, зашто тоа е радоста. Прости ми, даскале, што ти го нарушив мирот во гробот.